Dobro večer, dragi pratitelji. Evo dana više nemam brate na svoj video analiza. No, последен разговор на господин Владимир Путин, председател на Руската федерация, кога отговаряше на новинарите, се насмея на една работа, кога праша за Зеленски, Владимир Зеленски, и некоя казано, сега нямам više актуален, но владее с Украина, мандатът му е поминат, но вели за што мисли за Владимир Зеленски. Вели за него ќе се погрижат неговитеници на Западот, но тврдиот дел од прашањето, но вика ако побара азил во Русија, ние сите ги пријаме. Зошто се насмеа? Ја, ако добро паметите, оние што редовно ме следат, значи на YouTube канал, треба да притиснат следиме или subscribe и ако се допадне видеото, стават лайк. Че јасно кажа, Владимир Зеленски е главниот джокер на Путин. А тоа многу мои анализи го кажа, со ово си докажа, а многу мина од вас не знам колку знаат, дека Владимир Зеленски благодарение на руските градови, на руските класи, пардон, во Украина, тоа е Донбас, Херсонска област, значи 80% од таму стана председател на Украина. И некој е по потрекло евреј. И интересна работа, пред да започнам во, ви кажам случајот со Јануковиќ, кој се вртеше кон Западот, но негова задача беше Украина да предизвика граѓанска војна. И не случајно, бидејќи ако повише беше наклонет кон Западот, он замина за Руската федерација му одобри азил. Што сакам да ви кажам? Ово е иста приказна, само втор дел со Владимир Зеленски. Значи, он работи под директива на Владимир Путин. Која задача беше на Владимир Зеленски? Прво, значи да ги испразни магазините на НАТО. Да предизвика енергетски колапс на Запад. Со помош со многу работи. И најпоследната одлука која му беше да запре гасот за Европа кој одеше преку Украина. Ни до Нова година имаше договор. Значи, ова ги одработува задачите на Владимир Путин. Првите задачи кои му беа и која прва реченица беше на Владимир Зеленски. Зеленски, кога започна конфликтот, русите го нарекуваат специјална војна интервенција или операција, како сакате, Западот агресија е воен конфликт или враќање на историските територии на Русија. Зеленски, кој инако евреин потекло, роден во Криви Рог, веднаш изјави дека од Украина ќе правиме голем изјава. Што се случува на Блиски Исток? Значи, он буквално ги одаде сите тајни еврејското лоби, кој владе со Америка, нина најголема држава, они самите и някои други ќе ги еврејски, мислам, израелски примери, дека САД е најголема колонија. Значи, и кажат целта. Ја, затоа во многу мои анализи укажав дека Русија не води војна ни со Украина, ни со НАТО, ни со САД, туку со еврејското лоби. Не случајно затоа веднаш беа замрзнати 300 милиарди брски девизни резерви кои беа во западните банки, најмногу ги има во Белгија, многу мал дел е во САД. Но дали тоа беше и соми на САД влегувањето на Русија Украина, бидејќи таму нацизмот беше и требаше да се очисти.
а и по појата на Обединетите нации, Русија има право да влезе кај што има се создават нацистички бригади. И сегашниот генерал што го замени за Волошин по наредба на Путин, тоа го тврдам, ја моменти, тоа зборот моите анализи, за Волошин беше заменет со Сирски, бидејќи он е нациста и беше и е пратен во Велика Британија, како амбасадор на Украина. Александар Сирски е роден во Русија, речените таму, браќа, пратило таму, и кога беше главната битка за Азовстол, тогаш Александар Сирски беше копнен генерал на Украина, кој во првите редови ги ставаше нацистите. Украински нормално. И што се случува? Исто го направи и со Курската област, а у Курско ово што се случува исто е по наредба на Путин, намерно ослободено, за да навлезе да ги очистат, а да се ослободат руските сили кои го чистат Донбас и Донецк од украински сили. И Херсонска и Запорожката област, нормално, која Русија ги припои со тоа си историски руски територии, да се разбере. Например, Украина некојаш не била држава до 18 кога Ленин ја внесува како република и како 10 подписници во состав која се составува СССР, мислам. Така беше 1918 1919 ја една од подписниците. Инаку 5-5 или 5-6 Крушо го подарува инаку украинец, го зема од Русија, го подава Крим на Украина, а Ленин Донбас. Така тоа се историски територии, кој држава Украина, кој во историјата не постоела, Украина на руски значи крајна, она постои исто кој Македонија независно тек 91 година. Значи, тука сме генерација со украинците. И целта да се очисти нацизмот и лабораториите што беа амерички во Русија, во Украина, 15 или 17 беа, нема да се забор, каде се собираа гените на русите и на словените, значи да се водат биолошки или украински војни. Затоа сега убие, немате како се века генерал Потпокорен, кој што беше и откриваше хемиските и биолошките оружја, лаборатории, во Украина. И од таа причина велам се насмеав малку, но ја не верувам Зеленски дека ќе го остават, они и натаму, бесено веќе нема таа моќ, он ги испразни магазините, па чак и на Македонија ги испразни. Не знам, бали 350 милиарда, мислам, Путин спомна дека досега Украина, или поточно добила од САД само, се е препуштена само на Европската Унија. И не е случайно, затоа и Орбан се крена и многу, па и самиот Трамп, ако му дозволат од 20, ако не му скинал тогаш, не да Боже, не му посакал, но не е пожелен, бидејќи Трамп за своето владење од 2016 до 2020 не започна ниту една војна. Он кажа дека ќе го реши војниот сукоп или судири во Украина за 24 часа. Тоа не е можно нормално. И се знае, Русија си постави своји услови. Тоа значи овие територии и Крим се останува во Руската Федерација. Бара демилитаризација на Украина, значи без војска и никакво НАТО. Што нормално и Украина и Зеленски не прифаќат, не прифаќат, па по наредба на Путин да не прифаќат. По наредба на Путин исто беше Зеленски кога да указал да не сме да се преговара со Русија на мирно. И многу други работи. Значи, се оди на чистење на нацистите. Ете колку внимателно гајат Русија.
И во тој говор Путин кој вика ги предизвика Западот и рече во Киев, да им кажа во Киев ставите сите ваши западни против ева системи мислам, против ракетни системи, како каже, сакате кај се, а ми ќе ајдеме со Орешков. Тоа е новата ракета, инаку на руски, значи лешник, која мислам 6 боеви глави носи, може и нуклеарни и конвенционални. Значи ова приказка што ја гледаме е обична. Ја мислам дека не промислена беше одлуката на нашата влада, единствено кој беше по наредба на САД што упати процеса на ОТА, нашата амбасада не беше гајена, но во близина испукале прозор, тоа е војна. Треба да се знае дека кај што војна треба да си го повлечеш персоналот тотал. Тоа нормално држава се работи. Инаку, не треба да се заборави дека Русија стана житница од земја кој обезуваше храна, сега стана еден од најголемите извозници, особено на жито, оно и жито обезуваше и други работи. Само ќе го цитирам Емануел Макрон, председателот на САД, кој пред добри 5-6 години, мислам дека толку има дадена изјава дека еден ден ќе молиме Русија за корк хлеб. Ја не случајно кажав многу пати, со создавањето на брекси многу работи, глобалната сцена се смени. САД на САД единствена фроста на оружјето е доларот. Сега со создавање на БРИКС, ако создадат нивна валута, доаѓа до доларизација и најголемата опасност која и Трамп ја вика. Не случајно бара повеќе, поголем процент за НАТО, поточно да работи војната индустрија и многу фирми, особено германски, поради ефтинот газ се преселија поевтин газ во САД, мислам. Инаку САД не може да обезбеди доволно газ, течен зборам, а тоа го користи во моментот Индија, извезува руски газ. Индија при прво, например, нема ни една бушотина за газ и нафта. Значи, руската нафта и газ доаѓа до Запад, многу поскапа преку Индија. Затоа многу пати спомнав, не ме сваќате погрешно, не сум никако ориентиран, но гледам глобалната ситуација како аналитичар. Реков, која прва партија ќе се врзе со Русија, ќе владе најмалку 23 години натаму. Со Македонија е прва. Се менува глобалната слика и многу пати кажа, руската шепа или мечката е ставена врз Македонија, а Србија е само боксерска вреќа. Драги пријатели, посакувам убав сон, убав викенд. Оние кои имаат желба да ме следат на YouTube, треба да притиснат на копче subscribe и да следиме. И ако се добаја на нејста, да сатај. Исто може да ме најдете на Instagram, ама треба да ме следат исто. Ако има желба, нормално, тоа се е до ваша желба. Значи, еднаш ке ви посакувам се ново, со Запад напред, Македонија пред се.